ми е посебна чест што најдовте време и можност да дојдете и да се запознаете со нашата лабораторија. Значи, тука имаме речиси од сите сфери со кои што соработуваме представници, почнувајќи од Управата за животна средина, директорот е тука, имаме од Инспекторатот за труд, колеги од различни фирми од стопанството со кои што работуваме и посебно ми е драго што денес можеме да направиме една кратка ретроспектива на тоа што сме сработиле до сега околу лабораторијата. Значи, таа лабораторија започна прво само како теренска или мобилна лабораторија, меѓутоа во фазата на акредитација, заради обезбедување на подобри ресурси, се споивме со лабораторијата за електронска микроскопија и оптичка микроскопија и на тој начин добивме една поиздржана целина, која што може не само, значи, ние тоа што го работиме представува продолжеток на тоа што го работиме, а и нуди еден целосно нов сет на услуги, имаат многу современа опрема околу микроскопијата, значи најсовремен електронски микроскоп со Energy Dispersive Spectrophotometer, така се викаше мај. И тоа е опрема која што може, освен да обезбеди слика, може да обезбеди и хемиска анализа на примерокот, значи многу современа опрема, а разработуваме технички, во моментот се разработуваат техники кои што ќе овозможат исто нашата работа да се продолжи со XRF или рентгенски фотометри и XRD рентгенска дисперзија или рефракција, не знам точно како се вика, меѓутоа тоа е се опрема која што е многу квалитетна и се надевам дека у скоро време ќе биде целосно на располагање на фирмите и на сите заинтересирани за соработка со нас. Значи, нашиот оддел, ние го крстивме Амбикон, како дел за контрола на амбиентални услови, затоа што пред се сме фокусирани околу дефинирање на амбиенталните концентрации, прашина, гасови, пари, биоаеросоли, вируси и бактерии со посебен нов дел, микроклиматските параметри, бучевата во животна средина, земање на примероци од воздух за понатамошна анализа и обработка и анализа на податоците по пат на моделирање. Значи, да тргнеме поред, една кратка представа на сите инструменти со кои што располагаме, почнувајќи од ова е рачен и доста практичен инструмент кој што може со методата на light scattering во реално време да ни ги дефинира концентрациите на прашината. Имаме дополнителни уреди за него кои што возможуваат селективно одредување PM2,5 или PM10 со посебни филтри. И како надградба, значи, пошто сме фокусирани околу амбиенталните услови, имаме нов MET1 семплер, кој што исто така light scattering, меѓутоа целосно еквивалентен со референтните методи. Значи, овозможува и гравиметриско и тестирање на концентрациите на PM2,5 и PM10 во реално време. Покрај тоа ги има и амбиенталните сензори, така што снима или логира подолг временски период, може да стои некаде надвор до 4 месеци ако има снабдување да снима континуирано и тоа му дава многу голема практичност. Значи, можеме да го оставиме, такви два уреди, уште еден имаме порачано, ќе имаме пред се од аспект да обезбедиме моделирање на изворите. Значи, тоа е по ISO стандардите, има референтни методи за одредување на изворот на емисија со моделирање, по пат на моделирање, и овие уреди се наменети токму за тоа. Посебна чест ми е што набавивме еден профайлер. Ова е специјален уред, ласерски, значи не light scattering, него ласерски бројач на честички се вика, и овој ласерски бројач на честички е дизајниран да ги мониторира и бројот и густината на честички, така што овозможува и тоа во симултано може да видите во 8 класи, значи во 8 канали, така што можеме да ја одредиме, значи колкав е бројот на честички или колкава е нивната масена концентрација во секоја од овие големини, од 0,5 микрони
0,7, 1 микрон, 2, 2,5, 5, 7 и 10. Нашиот е 0,3, ова е од софтверска слика од другиот модел, меѓутоа, значи, од 0,3 микрони до 10 микрони во основ фракција и на тој начин може, значи, да се одреди точно, може да се предпостави за каков тип на честички се работат. Значи, првата група од 0,3, тоа се веќе у нано, значи, големини, можеме да дефинираме дали се вируси, дали се работи за честички од друго човечко потекло, дали се работи веќе покрупните честички, генерално се онаа прашина што ние знаеме од 1 микрон нагоре, меѓутоа ни дава, значи, многу практични информации за составот на амбиенталната прашина. Дополнително, тие може да се користат, значи, со референтен систем, кој што исто така е, значи, референтен систем согласно ISO 14907, со пумпа и глави за семплирање на PM2,5 и PM10, практично, значи, можеме да ги земеме примероците на овој начин, да ги селектираме честичките и да ги анализираме понатаму у лабораторијата. Имаме на располагање и микробиолошка, имаме на располагање и хемиска и ова што ја спомнавме, значи, делот со нас, оптичка и електронска микроскопија, така што можат многу прецизно примероците што ги земеме да бидат понатаму анализирани, да биде докажано потеклото на таа прашина и слично. Значи, еден и од научен аспект, а и од практичен аспект, од аспект на регулаторите и слично, многу корисен систем. Ова е целосно референтен систем и овој систем заедно со методите за персонална изложеност ќе бидат акредитирани, значи ние веќе имаме пријавата подготвено, до нова година ќе треба да заврши целата постапка за амбиентални концентрации PM2,5 и PM10 и за персонална изложеност на прашина, како и акредитација за методи за одредување на бучевата во животна и во работна среда. И нашата посебна, да кажем, цел беше да развиеме едноставни, да усвоиме едноставни методи за мерење на персоналната изложеност, како у работна, така и у животна средина. За таа цел имаме набавено повеќе специјални пумпи, кои што овозможуваат, значи, да се земе примерок дали со ион семплер или со циклон, зависно од тоа дали е во работна или во животна средина. Ион семплерот е препорачено за работна средина, додека другите се за изложеност во животна средина, меѓутоа можеме многу ефикасно и едноставно 8 часа или 24 часа да земаме примерок од личноста која што ја тестираме за изложеност и да добиеме информации колкав е реалниот степен на изложеност во сите услови во кои престојува. Дали е дома, дали е на работа, независно, значи може да се добијат многу прецизни информации. Такви пумпи имаме повеќе и веќе се тестирани. Поголем дел од оваа опрема е тестирана у праксата и целосно усвоена као техника, значи и овој дел ќе биде акредитиран, така да ќе можеме многу прецизно да даваме услуги од оваа област. На крај, и имаме разработени неколку едноставни методи, значи со користење на посебни софтвери за моделирање на дисперзијата на аерозагадувањето, и тие планираме не во оваа фаза, меѓутоа во наредната фаза ќе бидат акредитирани методите, значи, за моделирање и детектирање на точниот извор на емисии. Ова са Disper 5.2, посебен софтвер на база на гаусовите рамки, така да прилично едноставен за користење, дава многу добри информации колкава е зоната на дисперзија, кои се концентрациите, може да видите од прилика, многу едноставно и сликовито да се прикаже и тоа да ни бидат, например, целите да одредиме дали е некој објект опасен, или не е опасен, да одредиме во кој зони е задолжително користење, например, на лични заштитни средства, во кој не е и слично. Гасовите, значи, оваа фаза нема да ги акредитираме, меѓутоа разработивме и у тај дел повеќе методи за детекција на гасови. Значи, пред се во работните средини, значи, имаме мултирае, еден инструмент кој што овозможува, значи, мерење на
концентрации на кислород, јаглерод, моноксид, сулфур, водород, сулфур, диоксид и азот, диоксид во концентрациите кои што најчесто се среќаваат у работната средина. Значи ова е пред се инструмент за работна средина, има дата логер кој што овозможува да го оставите на работникот и да снимате исто 8 часа или повеќе. Генерално ние го користиме за детекција на гасовите, додека за сличен таков уред Grey Wolf и за сите овие уреди, бидејќи беше доста тешко да се врши нивна калибрација, имаме обезбедено спан гасови, значи референтни гасови, така да секој уред пред мерењето имаме капацитет сами да го калибрираме и да може да го пратиме на терен, да ги даде најсоодветните, најточните резултати у рамките на тоа што е предвидено со спецификацијата на производителот. Посебно интересна работа која што ние ја пробавме повише научно, меѓутоа у голем дел веќе можеме да кажеме може да се користи и у праксата и ни даде одлични резултати се методите за пасивна дозиметрија. За разлика од порано, например, овие инструменти Multi-Ray или Grey Wolf се доста скапи и вие не можете да имате 5 или 15 па да ги пратите на терен. За разлика од нив, пасивните цевкички ви овозможуваат да на голем број работници поставите или на голем број лица, независно кога тестираме изложеност, например, на гасови, на голем број луѓе може да се постават. Ние направивме овакви, имаме за различни гасови, значи почнувајќи од јаглерод, моноксид, сулфур, диоксид, азот, диоксид, бензени, толуен, толуол, ацетони, амонија, буквално еден многу широк спектар на гасови кои што може да биде детектирана изложеноста на тие гасови. Значи, ово не е цевкичка која што се зима проба па да ви даде колориметриска анализа, него ово е цевкичка која што има микромолекуларна решетка во горниот дел и на база на разликата на концентрациите во амбиентот и внатрешноста на цевкичката почнува да се бои. Многу интересно, ние користиме цевкички од Гастек, е што досегашните анализи покажува страшно поклопување со референтните методи, значи многу прецизно. За формалдехид референтната метода дава комплетно исти, над 95% исти резултати, дозиметријата со цевкички и референтната метода по ЕПА. Така што овие се многу практични уреди за одредување на изложеноста на гасови во амбиентални услови, дали у работна или у животна средина, се едно зависи од истражувањето. И ако поби се наменети за работна средина, бидејќи поголеми концентрации, они имаа лимитна детекција, над 1 ppm на сите, меѓутоа се работи за многу ефикасни, едноставни и практични уреди за користење. Ние направивме научно истражување во еден рудник во Македонија, да не ги именувам, кој што меревме над 90 смени. 90 смени работници на гасови. И резултатите што се покажаа беа пратени во исто време цевкичките и овие мултигас мониторите, така што покажаа одлично поклопување. Многу интересно е што, например, беа резултатите подобри од болниците, пошто ги меревме и болниците во исто време. Значи, овоа тука е VOC-Track. VOC-Track е едноставен сензор, многу едноставен и практичен сензор за органски спарливи компоненти. И ово е N2O анализер, значи ово е специјален уред за утврдување на анестетски гасови. Најчесто користен анестетски гас е азотоксидулум од сите, и со овој инструмент меревме у болниците и да ги кажем дека, например, изложеноста на докторите е поголема на овој газ е поголема отколку на рударите на јаглерод моноксид. Кај рударите ретко се надминува максималната, додека кај докторите у просек се надминува у секоја смена која има операции. Мислам, тоа се научни истражувања, ние го правевме уште и работиме на тоа да се докомплетира за причините у некоја друга прилика. Освен овие уреди како подршка, генерално, значи како подршка имаме уреди за одредување на изворите, да кажеме, или да ги детектираме изворите. Тоа се многу ефикасен и едноставен инструмент тесто 350 за одредување на емисиите, значи ако ја видиме која е концентрацијата, да можеме да го прилика испитаме и кој е изворот на тие полутанти. Значи имаме флу гас анализер или анализер на издувни гасови,
Како поддршка на мерењето имаме повеќе инструменти за одредување на микроклиматски, значи автоматска метеоролошка станица со дата логер која што ги одредува сите метеоролошки параметри и имаме повеќе инструменти за мерење на вентилационите параметри, почнувајќи буквално сите од температура, влажност, притисок, брзина на струење, турбулентност, јаглерод диоксид као параметар за степенот на вентилација во работни простори, проток во канали и слично. Сега сме во фаза на набавка на нов сет на инструменти кои што ќе имаат и црна кугла за мерење на топлинско зрачење, нов софтвер околу оваа работа и мислам дека и овој дел ќе биде прилично добро затворен, прецизно со современи инструменти. Да напоменам дека сите од овие што ги спомнав што се делот на акредитација, вклучително и овие инструменти се калибрирани од референтни лаборатории, сега се вратија кај нас, така што можеме да кажеме дека мерењата би биле у точноста која што е дефинирана ќе биде дефинирана со опсег на акредитација. Другиот дел не е бучава у животната и работната средина, тоа го работи повеќе колешката Марија, ама да не се менуваме, ја ќе продолжам. Значи имаме цел сет на инструменти, почнувајќи значи од фонометри во амбиентални куќишта, значи имаме такви два, уште еден е у фаза на набавка, значи договорите се склучени за набавка. Сите се од Сирус, релативно современа техника, која што овозможува значи да биде оставена во амбиентални услови надвор и да мери 3, 4, 5 или 7 дена, мислам на едниот е 7 дена, едниот е 3 дена може да издржи батеријата на одредена позиција, да ги логира податоците и тие податоци после да бидат искористени со одветно потреби. Исти инструменти у суштина може да се користат и во работна средина, иако значи како дозиметрија мерат широкопојасна бучава, мерат октавна бучава, значи можат фреквентна анализа на бучавата да направат. Имаме дозиметри едноставни со ова за користење, многу едноставни со овие дозиметри R200. Направивме истражување во училиштата колку се изложени учениците и учителите на бучава. Испадна дека учителите имаат доста ризична професија од аспект на слухот. И имаме, ова е нов сет на инструменти, дозиметри за бучава согласно ISO стандардите 61252. Значи овие дозиметри се наменети за индустријска, значи за одредување на изложеност на бучава во индустријски услови. Тоа е нов сет на инструменти, одличен за утврдување на дозиметријата во целост согласно ISO стандардите и он ќе биде дел од акредитацијата, нема? И овие се дел од акредитацијата. Последниот дел ми е, имаме и одличен софтвер за доста скап за моделирање и мапирање на бучавата и до сега работевме на неколку студии пред се на индустријски објекти и кај нас и у соцсвото, имаме и во Република Косово еден проект. Значи, врз основа на мерењата на широкопојасна и на фреквентна анализа можеме да прецизно дефинираме каква е дисперзијата на бучавата во околината на тој индустријски објект, како влијае на сите околни резиденцијални или други комерцијални објекти, можеме да предложиме мерки и да анализираме ефикасност на мерки и така натаму. Значи се работи за еден многу моќен софтвер кој што овозможува да се и проектира и анализира мерки и да се види нивото на изложеност. Посебен сектор ни е оделот за електронска микроскопија. Значи, тука имаме од морфологија, значи можност да проучуваме морфологија и хемиски состав на различни материјали со висок или со низок вакуум. Тие може да бидат анализирани со SA, BS детектори, не знам што значи точно, меѓутоа тоа е во суштина спектрофотометрија. На самиот микроскоп има уградено, ќе може да го видите доле, има уградено посебен додаток кој што овозможува значи и хемиска анализа на примероците. Има цел сет на инструменти кои што овозможуваат напарување на примероците. Значи ние филтерот кој што го земеме за анализа може да биде напарен со златна прашина или со јаглерод или со платинумова прашина и да овозможи отчитување, многу прецизно отчитување на хемиските концентрации. Работи се за многу современ и прилично скап инструмент кој што овозможува дури зголемување поголеми од 50.000 пати.
Значи може да ги видите честичките од нанодимензии. И веќе имаат и овој инструмент е во фаза на усвојување целосно и ќе биде дел од акредитацијата. Значи, тоа е инструментот составен од секундарен електронски детектор, бекскатерен детектор и енергетски дисперзивен детектор. Значи, може да детектира елементи од берилиум до полониум. Така. Ево да видите од прилика слика како изгледаат овие, значи има страшно големо увеличување, тоа са примероците може да бидат под 5 нанометри, така? До 5 нанометри може да зголеми. Значи, замислите како би се гледале сите, например, елементи што ги фанаме, дали се човечки, од човечка природа на филтрите, може многу едноставно да се анализира. Ово има додуше многу и поширока примена у минералогијата, у одредување, они веќе соработува со фирми што работат со наноматеријали кај нас, мислам дека тоа институтот од Прилеп за композитни материјали, така да у стоматологијата моментално тестираат тие имплантите дали има микропрслини или немаат, за тоа што треба да се стават, па ако има може да му направат проблем на човек. Многу интересна, повеќе да кажем софистицирана научна работа, меѓутоа може да биде применет и за реални, за секојдневни апликативни потреби. Овакви слики имаме повише. Ова е скородит минерал, што е скородит? Ова е злато, самородно парче на злато, у кој степен. Да, ова е веќе хемиски. Значи, он кога го види овој пример, кога се види, може да се добие врз основа на пиковите, може да се дефинира хемискиот состав, што е страшно практично. Значи, вие не правите деструкција на ништо, а добивате хемиски состав. Овоа се слики од напарувачи и другиот дел од опремата. Овоа се ни на крај контактите, на кој може да не најдете. Значи, имаме сајт на кој што сме достапни, имаме 2 мейла и телефони, стално има некој и мислам дека за сега сме релативно лесни за контакти за наоѓање и ви благодарам на вниманието. Би ве поканил да ги видиме инструменти.